Здраво, дечки, едно кратко видео да направиме за Cardano болети, да видиме на неколку начини како можете вие да бидете побезбедни. Како што гледате ваму, јас тука пуштив Yoroi болет. На Yoroi болет имате опција swap, значи директно на самиот волет да направите swap на токени. И како што видов, има бајаги токени, сега може да ги нема сите, али претпоставам дека попознативе преки ги имаше еден Snake, значи Snake го има, ова е мемкоин на Cardano, значи шом го има него, значи ги има и дури не толку познати. Сега јас другите токени не ги знам, ама како и да е може да направите на самиот волет и да не одите на сајт прво да пребарувате, не знам, Min, Swap или некоја некој DEX, па нели да го сгрешите, па да конектирате волет, вака директно на волетот. Прете, гледате, тука ме праша кој волет го сакам, јас нема да селектирам ни еден волет. Дека постојат премногу манипулации, значи на Google може некој да ви изманипулира, да отидете на погрешен сајт, да поврзате волет, да ви украдат податоци, тоа може малце да биде зафркнато. Значи ова е само на Yoroi волет има дваму своп. Ако отидеме и отвориме Lace волет, јас се извинам. Не, ово е волет, туку Lace волет. Ако отвориме Lace волет, према го зголемиме. Тука може да видиме дека они имаат опција DApp Explorer и тука ги ставаат попознатите апликации на Cardano и од тука директно може да ве однесат таму. Прво ако се кликнам MinSwap, гледате, ќе ви ја даде адресата која ве носи, app.minswap.org може, нели, вие сепак ја би препорачал да си ја проверувате и дали е таа адреса, гледате, таа е app.minswap.org, дека тука исто така може да се јават манипулации. Сега претпоставувам дека, претпоставувам, знам дека ова е малце побезвано вака да ги користите апликациите, према ќе кликнете ваму, ќе во однесе, ќе го конектирате болетот. Ајде само нека се пушти. Гледате, има Lace, ќе го конектирам волетот, гледате Authorize Only Connect to Trusted dApps, окей, сега јас ставам нормално Only Once, не ставам non-stop да ми биде конектирано. Тоа сум го кажал за безбедност на самиот волет и нели тука сега ќе отидам што сакам да променам. Примерот, не знам, еве снек сакам да земам и сакам да купам снек. Не е битно, за 10 ада земам 1645 снеки, има некоја провизија, гледате, од самата менувачница. Значи, како ви обяснам, дечки, тоа, јас би препорачал од дека си ги пуштате тие попознати дапови и да не конектирате сегде каде што ќе ви стигне. И понатаму на самиот Lace, мислам дека само да го најдам каде беше, јас више користам еден тон волети. Што се деси? Ми го отвори Lace-от. И ја не знам више кај се наоѓаат опциите за да го дисконектирам, но мислам дека затоа што му ставив еднаш дека ќе се дисконектира самиот волет. Ајде само да видим уште еднаш. Ајде settings. Еве ги, authorized dApps. Гледате, да, you have not yet authorized any dApps, затоа што ставив once таму, а ако отидав, ако му ставив, мислам дека... Ајде уште еднаш ќе го посетиме. Ако му ставив Authorize и сега ако му ставив Always, мислам дека ќе мораше таму да го... Затоа што јас не препорачувам да биде Always. Еве да го исклучам, ајде да отидеме пак Settings. Каде беше се? Settings, Authorize dApps, гледате ваму и обично јас гледам да избришам. Ама ваму постои опција и Once, така да не се замарате потоа да избришате конекцијата до тој DApp. Тоа е тоа, дечки, ова е кратко видео и ќе се видиме во некоја наредна прилика за други работи, поврзани со блокчейн и со безбедност. Поздрав!